Добар дав, мата. На овие денес си снимаме во денешницата дали имам љубов или пак неверство. Останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се допадне. Вадов на Инстаграм да пишете ваши мислења, имаш околу 5 или 6, нема многу долго да ви видеото, но тоа е што да правиме, не можеме со се да тераме секој. Останете на крај на видеото, после кој ќе ви се допадне. Ако ви се допадне видео, пишете во коментар на крај на видеото што тема сака се снимам следно, а јас ќе ја снимам. Така да останете. Одим со прво прашање. За жал, денешно време нема љубов, неверството владе. Па, може да се согласам, ретко да се најде љубов, не дека нема, но неверството е на прво ниво. Сега, од моја гледна точка, како што си знам јас, а љубовта веќе скроз не дека нема, скроз веќе изгубена, ама така е. Според денешницата и времето и луѓето и се. Добро, одиме наредно прашање. Нема ништо, ни љубов, а само неверство. Значи, веќе и ова второто прашање е истото со неверство. Значи, љубовта веќе не ни да сака да слушнат луѓето, не ќе ни па да ја признат, пошто едноставно љубовта веќе е скроз како да не постои, како што читам од коментарите, не е ни ова нешто ново. Од друга гледна точка сакам да кажам, јас си оптимист и мислам дека ќе има љубов, но едноставно треба да се почека време да дојде вистинскиот или вистинската, што ќе те цени, што ќе те сака, а за тоа ќе треба време, пошто секој форсирање и напор, веќе тоа нема, од тоа ништо нема да биде. Како да, одиме со наредно. Во денешно време повеќето гледат материјално и да те искористат и секако да имаш пари. Се согласувам, сигурно че нема човек што некој што не ќе да има пари да си дозволи нешто, пример да одам со некој што ќе ме носи на вечера, што ќе шетаме низ светот, низ други градови, кафани, места некои. Нормално, тоа е факт. Значи, не верам дека човек некој што нема пари дека ќе оди, тоа веќе нема нема, тоа е фактот. Фактот е тоа дека штом имаш пари, сум со тебе. Повеќето се изгубија мирене, добарен, сакам да ме чува кој ќе ми е најтешко тука, да сигурно и после затоа ќе ти речи, што ако имаш да те скенирам цел како изгледа, дали имаш куќа или стан, колку квадрати е куќата, што имаш во куќата, значи се е материјално и од интерес, и со тоа се согласувам дека од интерес дури ти е убаво, дури ми е интересно, ќе ме шеите на друг, кој ќе ми се досаѓа, ќе ме ги удрам клаците, чао пријатно, и веќе затоа љубовта не пасе, што значи парите дојдоа во времето, од друга гледна точка кој ќе размислиш, па без пари не можеш ништо да направиш, и тоа е така, ама љубовта да се меша со пари, не, едноставно не може, пример, да ме сака тој мене со љубов, кој тој или таа ме сака мене со пари. Значи јас ако имам пари, ако има некој поќе од мене пари, значи таа ќе оди или тој ќе оди со неа. Од има и машки што гледат по пари, не само женски, што ги круват само женските, има машки, ама тие не се кажат. Нормално може само женските да трчат по пари, а машките, пример, да не се падат на колисто како и жените, како да е наврска. Одиме друго. Љубовта е многу ретка, ама е сладка кој ќе се види, а неверството кој ќе се осети е многу болно. Се согласам потполно за ова. Значи, ова е точно така, значи љубовта и кој ќе најдеш е многу сладка и интересна, ќе биде среќен, ама за жал да не се створи во неверство, во превара, во лага и да дојде до некој конфликт, тоа можам да кажам. Друго нема што да кажам, значи љубовта и сум сигурен дека ќе има љубов и е сладка кој ќе се најде некоја особа кој ќе те сака, кој ќе те цени, кој ќе тука за тебе, кој ќе те најтешко, кој ќе знаеш на кој треба да му се пожалиш. И тоа е тоа. Толку да видео, ако ви се допадна видео, ако сакаш вакви нови видеа, не заборавате ставите лайк и subscribe, се може кратко видеото, но тоа е тоа, а ние се гледаме во наредното видео и пишете во коментар наредната тема што сакате.